Добар ви ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Што мисли народот емисија, која што ја посветуваме на вашата вистина и на она што се ваши размислувања, но најчесто и со гости и со кои што можеме да разговараме на отворени теми. Бидејќи времето не ни е баш долго, го користиме најдобро што знаеме и умееме и го најавувам нашиот гостин кој што пристигна денеска да биде со нас. Тоа е господинот Мирослав Вујич, кој што е претседател на надзорниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господине Вујич, добар ден, добре дојдовте во нашето студио по втор пат во 2 дена, два пати во 2 дена. Па знаете, прв пат кога ќе ве прима толку убаво, со толку отворени срца, како што вчера бевме примени, нормално е дека повторно ќе се вратите. Мене ми е навистина драго и благодарам што ме поканивте да бидам денешен гостин. Воедно и сакам навистина се заблагодарам на граѓаните на Штип за вчерашниот прием и она што го видовме вчера навистина беше импозантно и бевме задоволни цела делегација кој што бевме тука. Така, вчера бевте на средби со граѓаните, денеска сме пред гледачите на телевизија Стар кои што ќе можат и да се јават, да коментираат и да прашуваат. Режија, слушам дека звони телефонот. Имаме гледач. Ајде, предизвикан интерес веднаш, моето прво прашање останува за подоцна. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до председателот на надзорната комисија. Поздрав до најдобриот полномошник во Македонија, другарот Вулич. Другар Вулич, сега е во прашање анкетната комисија со договорот во Пржино. Еве паднаа 3 оставки на тројца што се вмешани во најогромниот криминал во државата. Меѓутоа, дали обвинителството сега ќе преземе одговорноста, не е само оставка, да се вратат парите на сиромашниот македонски народ, оти се испомпани 5,5 милиарди евра. Тоа е голема сума на пари. И другото прашање, дали сега новата специјална обвинителка со незиниот тим, зашто има сомнеж дека во незиниот тим има 8 обвинители од Скопје и 6 од натрешноста, кои тие обвинители од Скопје имат направено огромна неправда на неколку пресуди. Дали ќе почнат истото да го работат или сега, напросто речено, сега во новиот состав ќе се перат? Благодарам на вниманието. Благодарам и вам многу за интересот. Еве, го погаѓа она што е можеби поле на кое што вие најмногу можете да одговорите и да кажете. Анкетната комисија, оставките, одговорноста, практично во делот на тие репрекусии и последици што би биле и дали до крај ќе оди правдата со специјалниот обвинител или воопшто е? Па да почнеме од почеток. Сето ова што се случувате на сите, на целата јавност е позната, значи на 2 јуни и на 15 јули, договорот упржна, е последица една надлабока политичка криза која последниве 9 години ја тресе оваа Македонија и ги боли сите граѓани кои што живеат во неа. Како резултат на сето тоа беа, да не се враќам, да не потсеќам сега, меѓутоа сепак треба, ставот на Социјалдемократскиот сојуз и неговите коалициони партнери, предводени првенствено од председателот Зоран Заев, кој искочи со оние негови бомби, така наречени бомби. Уствари тоа беа материјали до кои дојдовме и кои што бевме должни да ги предочиме на јавноста и на граѓаните на Република Македонија за огромен криминал и корупцијски скандали на одреден дел на носителите на јавни функции во нашата држава. Зашто кажувам одреден дел? ВМРО е владеачка партија, они се власт. Меѓутоа не можеме да кажеме дека цело ВМРО или ВМРО се криминалци, дека го направиле, го сториле тој криминал. Тоа е еден дел од ВМРО кои што се носители на јавните функции, значи на основните функции во оваа наша држава, а кои што се постои основано сомнение дека се замешани во одреден криминал. Гледачот праша дали ќе биде процесуирани, дали тие постапки ќе се отворат. Дури посебно за оние кои што поднесува веќе оставки. Значи да нема сомнение, никој
да нема сомнение дека постапките ќе си терат. Прво, ако се сеќавате, немаше оставки, па дојдоа оставките. Немаше преговори, па дојдоа преговори. Се велеше дека нема избори. Прво немаше ни преговори, па дојдоа преговори, па дојдоа оставките, па немаше избори. Еве ги изборите веќе закажани. Сите сме веќе во сфера на припрема на подготовување на тие избори. Оставката на Никола Груевски евидентна, веќе е завршена, значи уште фактички треба да ја напушти владата, така да нема дилема. Многу е интересно тоа што господинот го праша, а мислам дека тоа 99% на населението го бара, да постои лична одговорност на кој начин ќе можеме ние да ги побаруваме средствата. Не е доволно некој да биде обвинет и да државата после ги плаќа нечиви... А штетата никој да не ја надомести. Штетата да не ја надомести. Ке мора да се утврди поединечна и лична одговорност и сите пари, овие милиарди и милиарди, кои што се изнесени, ќе мора да се вратат. Тоа е заложбата на Социјалдемократскиот сојуз. Ние ќе се залагаме да тие работи бидат расчистени. Очекувам лично и ја као адвокат приват, односно во својата професија која што толку години ја обавувам, ќе се најдеме во некои моменти каде што ќе ни бидат поставувани сопки, каде што ќе пречки одредени. Некои ќе се обидуваат тоа да го анулираат или ќе се обидуваат да ги правото да го извртат. Меѓутоа во овој случај, ако си ја сакаме Македонија, ако сакаме земјата да си ја вратиме на нормални колосек, не смееме да го дозволиме тоа. Вториот дел од прашањето беше уште поинтересен и уште повеќе, можеби компетентни се да кажете нешто повеќе, со оглед на тоа дека сте долго во правосудството, обвинителите. Веднаш имаше реакции, колку за нивната работа ќе значи тоа што некој од обвинителите бил во случајот на Томислав Кежаровски, некој Шиповиќ. Значи, случаи кои што од почеток беа поставени како под притисок и на страна на власта против опозиционо делување. Колку очекувате дека ќе си работат работата професионално, дали значи нешто што во такви случаи биле ангажирани овие? Јас само ќе ви кажам кратко. Значи, ќе ви го образложам тоа, меѓутоа као резиме краток веднаш на почеток. Доколку овие обвинители 70-80% ги имавме овои предмети од спротивна страна, доколку бидат така дрчни као што биле према мене и моите предмети, јас ќе бидам задоволен. Отаму и нашата реакција за во моментот, за тие луѓе кои што се сега во тимот, знаете како, во една кошница со јаболки, не можете да тврдите дека ни една јаболка од таа кошница, иако изгледа убаво таа кошница, нема некој црв. И добро е, значи дека е тоа јаболко природно. Сите овие колеги кажувам по правна струка, иначе обвинители, се професионалци на свој начин. Кој повеќе, кој помалце. Ќе си имаат можност да покажат што знаат. Одговорноста им е префрлена. Председателот на СДСМ Зоран Заев им даде можност, и не само он, него и сите партии, со своето делување им даде можност и им ја препушти топката да ја решат политичката криза во Македонија. Значи, ние ја почнавме, ќе бидеме дел до крај, отворени сме за соработка, меѓутоа овие луѓе треба да бидат свесни дека од нивната работа или не работа, од нивните коректни, професионални односи према својата обврска и заклетвата која дават, ќе значи понатамошното обстојување на Република Македонија. Доколку тоа не го сваќаат, џабе ние све ние што го правиме. Доколку тоа не го сакаат тие, џабе ние све ние другите што сакаат. Јас лично, пошто имам право да коментирам, оти сум и во тој дел доста време и доста години, очекувам од овие колеги навистина професионално и законито да си ја извршат својата работа. Така, сега има еден друг момент кој што од почеток се гледа. Како да се води, јавноста некако како да не знаеше до крај што е подпишано во Пражино, значи како да не беше објавено до крај, како да уште има нешто што не го знаат, па имавме ситуации кога се велеше до последен момент, до 15 или 14 септември, имаше медиуми провладени кои што велеа
Ќе има само еден обвинител, каков тим на обвинители. Имаме ситуација да се релативизира целата работа, подоцна ќе испадне поинаку, меѓутоа да се држи јавноста во недоумица дека не е баш така како што вели СДСМ. Како гледате на тоа? Еве и денеска имате најнов случај. Ништо не се изненадувам. Значи 9 години ние живееме у еден медиумски усмерен, тоа не е мрак, него усмерен пат. Значи тоа како појаките медиуми, а нормално се знае кои се појаки медиуми, кои што и својата гледаност ја креираат помеѓу останатото. Вие тоа као медиумски работник боле го знаете, знаете како се креира преку People преку агенцијата за комуникација и така натаму. Значи ја креираат својата гледаност и луѓето ја ги гледаат. Тоа што они сакаат да го презентираат, го презентираат. Меѓутоа, више нема тајни. Знаете, законот за специјалниот јавен обвинител е поминат у собрание. Па дури толку беше внимателно подготвен да мораше и владиниот авион да биде пратен. Зошто тоа? Така, да биде во истата вечер подпишано. Која важност е тоа да морате да пратите и владин авион? Не зборам сега за трошоците настрана, иако тоа би дали прво... беше 1000 евра или колку во ред? И тоа би прво некој би требало да се запраша. Дали се потребно тие... Дури таму треба да се размислува. Значи, ја колку се сеќавам во Штип, мислам дека се собирало пари за некој девојче кое што неопходно требаше операција. Така, имаше многу случаи. Не така, е само Штип, јас сега, пошто сме тука, затоа го споминјам. Меѓутоа, зарем тие пари не може да се потрошат за тоа? Абсурдни се работиве, значи нелогични се работиве. Така, не можеме да дојдеме до суштината на важните прашања од тоа што се задржуваме на некои други нешта кои што сакаат да не ги сервираат. Така да ја работат. Така е. Меѓутоа, постои пишан документ, тоа е закон кој што е поминат у собрание, кој што регулира целосната автономија и обврските на специјалниот јавен обвинител. И тука више се завршуваат сите шпекулации што порано ги имавме. Дали е обвинителство, дали е обвинител, колку ќе има можности, што ќе има можности. Во тој закон е све јасно прецизирано, дури и појасно можда од претходниот закон и сегашниот закон за јавно обвинителство. Меѓутоа, еве, ајде уште едно прашање пред првиот блок на реклами, тотално од вашата фела, од она што го работите толку години. Како го толкувате тоа да дојдовме до ситуација да имаме при обвинителство, јавно обвинителство, кое што си има закони по кои што мислам дека не треба да биде, не мора да биде специјално па зврлески да си ја работата и сите обвинители, дојдовме во ситуација да мораме да имаме специјално обвинителство. Зар до толку под влијание ни обвинителството и судството во државата, дали толку може да се влијае во судството во кое што треба сите да веруваме? Значи имате, треба да пообјасниме и на граѓаните, многу знаат тоа, меѓутоа на многу луѓе и господинот што се јави преска малце беше збунет како ќе дозволиме да обвинителство ја пробута таа пресуда. Знаете, беше тоа еден дел од прашањето. И тука јасно гледате дека некои работи намерно или ненамерно во оваа држава се измешани. Очигледно е дека е намерно. Така. Значи, требаме да ја власта во Република Македонија е уставна категорија и таа си се дели на извршна, законодавна и судска власт. Судската власт која што е сосема независна и би требало да биде вон влијание на било кои институции или поединци, во конкретниот случај од страна на извршната власт преку јавното обвинителство е под капа на јавното обвинителство. Како е тоа направено? Вие имате состојба и пазите, ако се сеќавате и во нашите, ние никогаш не кажавме за јавното обвинителство као јавно обвинителство. Секогаш ни се посочуваат Марко Зврлевски и Јован Илиевски. Зошто е тоа така? Марко Зврлевски е републички јавен обвинител. Во тоа јавно обвинителство постои војничка структура, значи хиерархија и субординација. И тоа е по закон за јавното обвинителство така. Можете да дојдете у ситуација да вие не се согласувате дека против едно лице треба да се покрене кривична пријава или обвинителен акт и јавниот обвинител кој што во моментот го работи, да отиде и да каже јас сметам дека овдека нема место за обвинителен акт. Тој, шефот на тоа јавно обвинителство, значи во конкретниот случај е Марко Зврлевски, небитно сега кој ќе биде или кој бил. Значи, шефот има право да му каже, ти ова ќе го процесуираш. И он по закон е должен,
он ќе си направи службена белешка, ќе напише тамо дека не се согласува со тоа од тие и тие причини. Меѓутоа, он е должен да постапува. Не дека ги бранам ја обвинителите, далеку од тоа. Меѓутоа, има две опции. Или да не постапува, да ја земе ташната и да искочи да биде адвокат као ја, зашто многу луѓе, верувајте, од тоа обвинителство, дали од социјални, дали од семејни, дали од некои други причини, не се спремни да ја работат таа работа. И обвинителство е занат, и адвокатурата е занат. Значи, он нема друг избор, него или да го почитува тоа, да остави траги, дека не се согласува правно, зборам, со тоа, меѓутоа мора да постапи. Проблемот е во друго. И граѓаните треба да бидат свесни. Обвинителот и адвокатот се странки во една судска постапка. Судот е тој кој што го држи мечот. Судот во име на граѓаните ја објавува и ја донесува одлуката. А ние не се љутиме на судовите. Ние кажуваме, и токму затоа беше председател за кој рече ја не им верувам и не го признавам овој суд. Затоа што меѓутоа гледам дека се уште во народот преовладува тоа обвинителот е крив. Значи обвинителот може што сака да прави у судница. Може да поднесе какво сака обвинение. Али и судот може да му го врати веднаш. Јас во моја пракса имам многу малце одлуки каде што е вратено у старт. Многу малце одлуки имам каде што пресудите, ослободителните пресуди се потврдувале. Знаете зошто? Судијата кој што носи пресуда вика, абе ќе ми ја укинат од апелација. Па нека ти ја укинат. Ако ти сметаш дека е тоа така, дека е законот позади, 10 пати нека ми ја укинат. Ама јас овој човек не го праќам у затвор. Тука ни е проблемот. Значи тоа дел од овој систем ни шкрипи, они успеа да се наметнат. Па еве, ако имаме време, би го појаснил зашто тоа го тврдам. И денешно ова обзнанување на комисијата, значи комисија за усогласување на казните. Јово Илиевски е случаен. Сега е моментално во мандатот му е. Тој утре ќе дојде некој друг. Пазите, нема никаква логика да извршната власт врши усогласување на казните. Значи, врши усогласување на казните. Во што се мешаат они? Најбитно е дали препознавате некаква намера во ова. Апсолутно. Апсолутно. Дајте да видиме да таа комисија ги одлучува сите казни, па дури и казни за помилување. Па они ќе кажат кој може да се помилува. Знаете што е најголемиот страв? Очигледно се плашат од некои луѓе кои што сега треба да им заврши казната. Оти тие треба да искочат и веројатно ќе бидат доста гласни. Така, додиме со блокот реклами, реже гледачот кој што ако звони ќе почека да завршат рекламите или ќе се јави повторно. Додиме со првиот блок на реклами што сме должни да го емитуваме во овој термин. Елкос ЕТЦ за сите верни потрошувачи подарува ваучер за пазарување 5 пати по 6000 денари секој месец, плюс инстант подароци за вредноста на вашата сметка. Пица, кафе, чај, палачинка и безброј изненадувања. Со прашање и одговор до многу подароци, само за купувачите со фамилијарната картичка. Бидете дел од ЕТЦ фамилијата и побарајте ја вашата фамилијарна картичка. ЕТЦ Штип, каде купувањето носи насмевка. Акција во Промес. Јунешки ребра 175 денари. Јунешки пафлак 249 денари. Јунешка кртина 295 денари. Промес, одличен избор. Најголемиот и најдобро снабдениот Home Центар во Истокот. ПСС. Се за вашиот дом и градина. Санитарија, алати, косачки, апарати за заварување како и украси, жардинјери и бела техника.
Дојдете и ќе се уверите. ПСС Хоум Центар. Најопремени и најефтини, Паневски. Продажба на иверка, медијапан и оков за мебел, како и компјутеризирано кроење и кантирање со најсовремени машини. Во Паневски и алуминиумска столарија и ПВЦ, како и оков за алуминиум и ПВЦ. Повелете и проверете во кругот на Туртел Штип или јавете се на 078 838 068. Паневски. Пакет маркет, нефтино во целиот град, училишен прибор 15% намаление, мусли 110 грама, 33 денари, блага маслика 1 килограм, 149 денари, врат пекабеско 1 килограм, 299 денари, новосадски колбас 1 килограм, 195 денари, сјај фери 500 мл, 49 денари, малиција антипреспирант 137 денари, туалет Виолета 8.1, 59 денари. Пакет маркет, пријател на секоја домакинска куќа. Најбрзи, најточни, најсигурни и најниски цени за сите континентални и интерконтинентални летови. До Америка, Австралија, Канада, Африка или било каде во Европа. Летајте во организација на Медитеран. Каде и да сте во светот, најблиску до дома ќе бидете со Медитеран. Медитеран, членка на асоциацијата АЈАТА, најдобриот гарант за сите летови. Вашиот совршен пар, Марбел. Стара чаршија, Штип. Пакет маркет во Ново Рво. Посетете ги маркетите кај Джексон, Алумина или во 8 ноември и улицата Иво Лола Рибар и уверете се дека навистина сме најевтини во целиот град. Пакет маркет, пријател на секоја домакинска куќа. Вкусно и здраво, природно сушено овошје и зеленчук на планински воздух. Агромакс Бирово во сите маркети на Китго. Генерален партнер за Источна Македонија. Агромакс. Едноставно природно. Во маркетите на Зендолино, млеко пекабела со 2,8% мастеност, 35 денари. Крем стапчиња Ласта, 60 денари. Шунка специјална екстра мейн, 175 денари. Кравио сирење Идеал шипка, 235 денари. Кравје кашкавал, 292 денари. Тафт лак и пена, 159 денари. Течен детергент Нила, 109 денари. Купка Фелча Азура со 250 мл гратис, 119 денари. Тоалет Зева 8+2 за само 155 денари. Секогаш ваш, Зендолино. Еве назад продолжуваме. Јас би продолжил, господине Вујич, во моментот кај што застанавме. Рековте дека некој се плаши па си создава ситуација. Рековте дека се плаши некој од оние кои што им истекуваат казните. Мислите на Бошковски, мислите на... Не знам тачно. Да. Конкретно реков да не мислите на некого. Па, ја колку што сум запознат, не бев во тој предмет, меѓутоа колку што сум запознат, но некаде околу Нова година веќе би требало да ја заврши својата казна, поточно да искочи од затвор. Меѓутоа не е само Љубен Бошковски. Има и многу луѓе на кого оваа власт и направила голема штета. Преголеми ли се според вас очекувањата од специјалната обвинителка? Знаете што, јас не би рекол преголеми очекувања. Јас би рекол дека се тоа нормални очекувања и реални очекувања. Од и она што е добиено согласно Законот за специјалниот јавен обвинител и господјата која што ја презела, имала доблест и храброст да се нафати на таа работа, не се големи очекувања. Тоа е обврска. Тоа е чест у овој момент. Навистина, тука не треба да се дискутира. Ке си има процес, ке биде процес. Не треба ние само да ги изголемуваме тие очекувања и да очекуваме дека преку ноќ све ќе се заврши. Дајте, немојте да забораваме дека 9 години како живееме. Немојте да се подсеќаме, али можда и добро да се подсеќаме, како само пред година дена како живеевме. Така. Како денеска. Да вклучиме уште еден гледач. Добар ден, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до вас и до гостино. Благодарам. Сакам да
да поставам неколку прашања на вашиот гост. Ајде. Господине Вујич, за вас знам од медиумите, за вашата професионална ангажмент, професионална сфера, меѓутоа да знам и од политичката сцена. Долго време вие сте на политичката сцена, исто како што сте и во професионалната сфера. И никако да дојдете до тронот, што зборува за вашиот политички неуспех. Како и од вашата партија, така и од вас, македонскиот политички простор е, така да речам, дефиниран. Не сте едноставно пожелни, не ви се дава доверба или така, како да кажам, а вие слепо продолжувате. Па ве прашувам, до кога вие ќе продолжите по ваа пракса да упорно се борите, што е ваше право и ваше право. Но сметам, нели се свесни, дека вие, тоест вашата партија, постојано права и своји, у наводници така да ги наречем, упаде во политичката борба. Тоа се случи 2001 година, ево сега продолжува 2015 година, по истото сценарио, со истите актери и носител за тоа е вашата партија. Ве прашувам вака, сакате и мислите да дојдете на власт на овој начин, што јас сметам дека вие сте прочитани и тешко ќе ви биде за тоа што више народот е заситен од некои луѓе во вашата партија, па и да не речам вашата партија е во изумирање. Како адвокат сега ќе ви поставам едно прашање. Ајде уште како адвокат па да одговори. Така. Ајде. Како по снимките кои ви ќе се прогласени, снимките се прогласени за незаконски стекнати и ќе се испитуваат, врз основа на допрен глас, вие више формирате обвиненија, кривични дела и унапред некои ваши луѓе, унапред даваат пресуди, да не речем во наводници, за одредени политички противници. По мене тоа ќе биде многу тешко, да не речем и неостварливо, ќе биде само пуста жалба. Благодарам многу на јавувањето, пријатно. Неколку вели прашања, меѓутоа мислам дека на две оди вашиот личен ангажман и партијата како и што и околу незаконски стекнати, законски стекнати. Повелите. За доказите. Ке ми прости гледачот, меѓутоа баш најдобро не успеав да го разберам на што мисли, што е во изумирање. За партијата говори. Предпоставувам дека е партијата, јас сум далеко од изумирање, така да немаме дилеми во тој дел. Ке му одговорам директно. Ке се борам до крај за се она што сметам дека е правено. Дека е правено. Не само затоа што е професијата моја таква, да се борам и во предмети и да помагам на луѓето, не да ги ослободам криминалците, туку да на секој човек му биде обезбедено за гарантираното право согласно Уставот, законот и постапката која што е му должна, па и на најголемиот криминалец. Мојата партија помогна во формирањето на оваа држава, во која и овој господин што ни постави прашање живее ден денеска. Мојата партија на најдемократски и на најмирен начин, кога ги изгуби изборите, му честиташе на противникот, ако се сеќавате 2006 година, на чело на државата дојде господинот Груевски. Наместо господинот Груевски, поточно другата партија, ако се извинувам ако не е тоа негова партија, а предпоставувам дека е негова партија, да исто така се однесува во овие избори и во овие понатамошни текови, на секој можен начин се обидуваше, па дури и со фалцификати, дури и со подметнувања, закани и така натаму, да изборите поминат како што не треба. Не е ова да зборам јас или некој од страна. Ова го кажуваат извештаи, ова го кажуваат меѓународните посматрачи.
Ова го имате сега нотирано и у последните поглавја од 23-24, каде што се бара, значи, извештаите од меѓународните заедници. Го имате у прибе извештајот. Го кажуваат сето она што оваа партија која што е во моментот на власт го правила претходните 9 години. Сега да се ампутира на СДСМ, која што впрочем 2005 е казнета заради можда одредени грешки. Казнета е од народот. Не и беше дозволено да победи и да продолжи да владе. Тоа е легитимно и јас тоа го почитувам. Меѓутоа да и се ампутира сега на оваа партија, дека е во изумирање, да се кажува такви работи, ќе бидете доста изненадени, господине, кои ќе видите со кој елан и како ќе работи оваа партија во наредниот период. Не заборавајте дека СДСМ уште не искочила ни со програмата, која што ја има, иако кажува дека не. Дојдите, повелете, прочитајте, а па тогаш можеме да разговараме. И околу незаконски стекнати или не. Овде јас би го дополнил прашањето, бидејќи се доби впечаток дека се побрза пред донесувањето на предовидителот. Да, ви разбирам и го разбрав господинот, само што господинот не разбра, овие снимки и овие докази не се докажени дека се незаконити. Значи, тоа е голема грешка, затоа што првостепената одлука која што е судија у претходна постапка ги проценуваше е од страна на јавните обвинители. 21 жалба имате од јавното обвинителство до апелациониот суд. 21 жалба од вкупно 26 кривични пријави. Да не заборавиме дека само еден човек ги има тие 6 пријави, еден обвинител. 21 обвинител во хиерархијата на обвинителство кажал дека одлуката на судот да ги прогласи снимките као незаконите не е законита. И што имаме сега у моментот? У моментот имаме состојба каде што апелациони суд се прогласува ненадлежен, ја префрла топката повторно на основниот суд и основниот суд молчи. Што значи? Не е точна информацијата и не е точно ова што гледачот со секоја почит, го кажува дека се веќе прогласени као незаконити. Еве го специјалниот јавен обвинител, ќе каже он дали се законити, дали не се законити, дали се индици или пак докази, а целосно се согласувам со него, мораме и негде да се согласиме, не затоа што мораме, него навистина е така, и јас сум против да пред рука се збори дека ќе биде пресуди, ќе биде хапсења, ќе биде обвиненија, ќе биде ова. Оставите го. Си има постапка, дајте да видиме што ќе биде. Впрочем, вие тоа подобро знаете од сите нас. Апсолутно. Значи, јас у ниеден момент немате да ме чуете, ќе биде уапсен овој, ќе биде уапсен овој, ќе биде овој. Да, ќе бидат процесуирани. Сметаме дека има одредени сомненија, дека има индиции за кривично дело. И тоа е легитимно на секој граѓанин на оваа држава. Но треба да се докаже во регуларна постапка пред суд. Затоа, а со оглед дека немаме верба у постоечкото обвинителство и суд, затоа инсистиравме да биде некој, еве, се избра. Дајте да ја дајеме шанса. Така, да не збориме за чипката на Катица Јанева, како што се направи тоа првиот ден. Добар ден за следниот гледач. Или добро вечер. Истиот, ајде, да полемизираме, нема проблем, ајде. Ајде. Јас сум истиот гледач, цело време упорно го слушав господинот Вујич и правиме една полемика. Ајде. Ево ќе почнам од последното негово кажување, дека снимките кажуваат дека не се незаконските стекнати снимки стои у образложението на договорот од Пржино. Договорот од Пржино гласи да јавното обвинителка да ги испита незаконско стекнатите снимки и врз основа на нив прислушкуваните разговори. Ке се сложите ли со мене во тоа? Јас не го знам договорот од Пржино, така пишува, добро? Во право е овде. Друга работа, уште едно прашање. Добро? Уште едно прашање ќе му поставам. Ајде. А тоа е, кој збореме ви ме стави во кош на политичка определба и тоа е него. Јас се извинувам, не ви стави, ви кажа, сваќате. Не ви стави, кажа, не знам дали е. Јас се извинувам, ако така го сваќате. Не ми одговори на едно прашање. Ајде. На едно прашање. А тоа прашање е, дали вие,
како член на таа партија и учесник у многу политички активности у досегашното ваше обстојување, а не ми одговорите, дали не е тоа сплетки вашиот начин на действување преку прислушкување 2001, прислушкување 2015 и исти актери во тоа? Тоа не ми го одговорите, за да расчистиме некои работи, а не навраќате мојата партија беше тогаш и тогаш, заврши сега ВМРО е на власт. Мислам за тоа. Добро, ајде да се обидеме да прокоментираме на ова. Благодарам многу. Режија, имаме време да одговориме, па потоа реклами, така. Ајде, ова последно некако значи очигледно сум должен да расчистиме некои работи. Снимките кои што беа презентирани на пресконференциите, ние ги добивме од овамо или онамо. Законито, незаконито. Ние тврдиме дека се тие снимки законити. Еве, нека не бидат законити, нека бидат легални. Нека бидат автентични. Нити се преправани, нити се сечени, нити лепени, нити монтирани. Сега, второ и основно, прашањето од каде ни е? Дали вие мислите, односно гледачот дали мисли, или дали може некој да помисли, дека СДСМ има капацитет да 4 години снима, прислушкува и прати толкав број на луѓе? Ако тоа го мисли, одма следи прашањето. Што правеле у тоа време органите на прогонот, што правеше оваа власт да на СДСМ и дозволи да 4 години снима, прислушкува и прави што сака, за да дојде сега да ги дава на јавност? Тоа е втора работа. Основно прашање, ако некој сакал да утврди дали се овие снимки, дали потекнуваат од тамо каде што ние викаме, а тоа е од Управата за безбедност и контраразузнавање, ние тоа го тврдиме, дека тие снимки се од Управата за безбедност и контраразузнавање. Намерно се повторувам да не биде недоразбирање. Доколку некој сакал да го утврди дали е тоа тачно што ние тврдиме или не, можеше утре дента после у јануар месец, кога беше првата пресконференција, да стави жолта лента околу ДБК и да провери апаратите дали се содействуваат со она што ние го нудиме. Знаете кој тоа можел? Марко Зврливски и Јован Илиевски. Дали очекувате вие? Па секоја чест и да сте член на таа партија и требате да бидете почестен со тоа, затоа што ВМРО е ВМРО. Дали ви се верува и на вас дека Марко Зврливски и Јован Илиевски тоа би го направиле? Апсолутно не. Првата назнака која што беше дадена од страна на меѓународните експерти беше, па дајте да видиме таму. Па вие знаете дека се уште 6 месеци после тоа комисијата, еве се вративме и во парламент, па комисијата не може да дојде да провери, да изврши надзор. Па и нивната комисија која што беше составена од ВМРО и од некои сателити опозиционери, не можеше да влезе тамо. Отидоа и испија кафе, нити ги видоа машините, нити ништо. Значи, да се остава намерно по страната. Значи, да потврдиме, немојте да имате дилема. Уопште, јас се извинувам уште еднаш ако ве сврстав у партија у која не сакавте да бидете, меѓутоа, немојте да имате дилема, дека ова се сосема легално стекнати снимки, а дали ќе може да се употребуваат во текот на судската постапка, тоа ќе си кажат институцијите. И последно што сакам да ви кажам, ние не тврдиме дека овие снимки се доказ. Ние викаме дека се овие снимки и индици за сериозни сторени криминали и коруптивни активности од страна најголем дел од органите кои што водат државата. Игра на зборови на некој начин кој што може би некој сака да ја свати оно како што му одговара, па да каже дека се незаконски и така натаму. Но тоа е политиката. Режи, одиме со вториот блок на реклами, па зависно колку имаме време да заокружиме барем нешто, кратко ќе ни биде времето за нашиот денешен гостин. Најниски цени во маркетите на Кидго.
Јогурт алпски 2 броја со гратис чаша 109 денари. Чадена свинска сланина Глобус 285 денари. Пилешки паризер со кашкавал на мейн 93 денари. Пилешки виршли екстра перутина 1+1 гратис 40 денари. Зачин јумис 3+1 гратис 41 денар. Чоколадо Милка 38 денари. Типсо 900 мл со гратис Типсо 450 мл 77 денари. Течен детергент Первол 3 литри 289 денари. Маркети Китго. Ви гледате само кацика да си најдете по мерка. А за моторчиња имаме колку што сакаш. Према човека, од мали до големи. Чопери, скрос мотори, АТВ, УТВ, точаци, велосипеди, моторчиња, скутерчиња и за сек случај моторчиња. Трупчето е гратис. Хамачи. Првиот агроцентар во Република Македонија на 2 локации во Штип. Во Свети Николе, каде има се за успешна земјоделска приказна. Каде може да се снабдите со квалитетна земјоделска механизација, квалитетен семенски материјал, ѓубрива и препарати за поголеми и поквалитетни приноси. Голем попуст на следниве артикли. Ваш сигурен партнер Агро 9 километар. Според остварените резултати за 2014 година, Телекабел е 29-та фирма по успешност во Македонија. 18 години достигнувања. 18 години со вас. Почитувани корисници, ви благодариме на довербата. Најдобрите и најквалитетни ламинатни подови набавете ги само од Мегапод. Познати производители, огромни гаранции и избор од кој боли глава. Мегапод, позади гимназијата Славчо Стојменски. Ние газиме со стил, а вие? Во тек изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовскиот Градежен факултет, која воедно е зголеми и стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. Најново во Алпан. Сега с уште поголем квалитет на вашите прозори со нова CNC технологија од веќе за вас добро познатиот бренд Рехау. Со 5-коморни и 6-коморниот профил Рехау Генеа. Застаклени со најквалитетниот термопан стакло, прозирно 4 сезони. Вистинскиот квалитет го имате кај нас. Повелете и уверете се. Алпан, за мир во вашиот дом. Ладно цедени масла за секојдневна употреба. 100% масло од тиква. Исцедено од природата. Фила. Кивате, кашлате, ви тече носот, ве чешат очите. Дали е во прашање алергија? Не стравувајте, помогнете си веднаш, побарајте помош во ПЗУ поликлиника доктор Маролов и направете алерготест. Немате време за чекање на мој термин? Повелете во поликлиника доктор Маролов и секој термин ќе биде ваш. Секогаш нови идеи за изгледот на вашите тоалети и купатил. Плочки, санитарија, туш кабини, кади ламинат. Изберете од Евромаркет 2002.
Евромаркет, над автобуската станица во Штип. Вашето решение за сите дилеми. Нова колекција на Цицибан во салоните на Пеко. Супер бренд на годината. Пакет Маркет, нефтино во целиот град. Виолета влажни марамчиња 59 денари. Детергент Дуел 3 кг 199 денари. Царска сланина 1 кг 299 денари. Викенд шунка 1 кг 155 денари. Кулен пекабеско 1 кг 389 денари. Амадори виршло 100 грама 15 денари. Супа подравка 16 денари. Малиција купка 123 денари. Пакет Маркет, пријател на секоја домакинска куќа. Назад се враќаме во последните неколку минути. Наши ваш гостин е господинот Мирослав Вујич, председател на надзорниот одбор на СДСМ. За да видиме во теки со она што е најактуелно, господине Вујич, деновиве се изнаслушавме од околу можноста, неможноста, условувањата на СДСМ. Дел од прашањето беше тоа и на гледачот, нели, као СДСМ ако е на светско првенство фудбалско ќе бара да не се игра, само да му се додели титулата и такви карикирања. Меѓутоа, сериозни се преговорите очигледно. Мислам дека е посериозно оно што се случува на самите преговори, отколку што се прикажува во медиумите, затоа што таму малку се обидува се добие напредност, некако да се направи поени во јавноста да се направат. Изгледа сериозни се преговорите за изборниот законник, посебно затоа што еве имавме толкување вчера завчера, вели СДСМ сака да му забрани на ВМРО ДПМН да има кампања. Тоа така пренесено изгледа дека као СДСМ навистина да сака без избори да отиде на власт. Значи, навистина смешно. Ако забраниме на ВМРО да има кампања, си забрануваме и себе да имаме кампања. Тоа се политички партии кои што се равноправни и равноправно во политичката борба за избори. Една работа сакам само да ја расчистиме, да нема дилеми никој. Ние ова се што го правевме минатиот период, не го правевме да дојдеме на власт. Ние го правевме само да добиеме шанса за фер и демократски избори. И таа шанса со овие измени на закони, со овие преговори, ја гледаме да ја воспоставиме. 24 април ќе си го каже своето. Меѓутоа, зашто тоа го бараме? Затоа што до сега беше неравноправна борба. Ние искачаме на избори, владеачката партија си има кол центар, има поддршка логистика во МВР и обилато ја користи. Ги штампа списоците како сака, издава лични карти како сака, вметнува гласачи како сака, да не збориме за пустец. Знаете што има освен пустец? Уште што нема? Не е само пустец проблем. Има ли снимки за такво нешто или не зборам за снимки, так. Јас ви го кажувам од последните избори каде што ја брев у правниот совет на партијата, каде што пронајдовме зграда од 50 станови кој што воопшто не постои физички, а упишано. Имате лица кои што, рецимо, имаат лични карти низ 5 места, низ 5 градови во Македонија. И пазите, тоа никој не го контролира. Понатаму, циклусот сам на избори, поклопеноста на медиумите, во смисла на тоа кој и колку пари дава за своја реклама и пропаганда. Ја не знам, можеби и у оваа телевизија некогаш ВМРО се рекламирало или СДСМ. Не е битно кој. Али не знам дали дале нешто. Да, има правила за равноправно представување кои што треба да се почитуваат. Ако не се почитуваат, тука е проблемот. Инаку значи, имаше во еден разговор, ако добро се сеќавам, у тој медиумски дел, каде што еден од телевизијата вика, знаете, ние добивме 2 милиона, а другиот кој што ги дава парите, па со тие 2 милиона вика, ја ќе си отворив телевизија. Ако не сум имаше една друга ситуација кај што вели има и тој другиот, ама тој другиот не одработува, ние одработуваме. Така беше. И тоа имаше, тачно. Ајде да не кажуваме кој имаше, да. За каква фер и коректна и демократски избори се работи овдека? Значи, што можеме ние сега да направиме доколку не се... Меѓутоа, пазите, владеачката партија, односно власта, нема више владеачка партија, власта која што знаеме од кого е составена, она тоа сето фино го заобиколила, си носеа закони у парламент,
Оставите го плачењето да се вратат СДСМ у парламентот. Нив многу убаво им беше сами да работат. Па знаете колку закони донесува тамо, а ни они не знаат за кои закони гласале и што. Значи све што треба некоја дупка да се запуши, тоа е носено по ускратена постапка, па као европски закон со знамеце дека мора да се донесе бргу. Да, мислите дека некој од тие сега кога се вративме, кога почнавме ние знаете како да ја играме веќе играта, сега почнаа и они да читаат. Они не знаат што донеле као закони. Јас ви гарантирам, оти гледам што се случува и како тие закони се имплементираат. А уште пострашно е што 70% од законите кои што се во изминатиот период донесени се неостварливи, неспроведливи. Не можете во пракса да ги спроведете затоа што има некоја пречка или се чека нешто. Така. Роковите и за изборната регулатива изминуваат. Очекувате ли од она што се преговара, сигурно сте запознати дека ќе се создадат тие предуслови изборите да бидат регуларни фер, бидејќи тоа е една, специјалниот обвинител е една од оските на она што сака да го постигне СДСМ за да има регуларни избори, односно не се поврзани толку со изборите, меѓутоа изборниот законник на вистина е и местата во министерствата. Значи видите, 6 октомври е крајниот рок каде што ние требаме да го донесеме изборното законодавство, да биде пакетот на закони со изборното законодавство, 6 октомври. Ние нешто што тврдиме. Значи, тоа е договорот од Пржина. Тоа е договорот од Пржина. Ние во работните групи доаѓаме со предлози, со материјали, со аргументи, со барања. За да сега, после известно време, се дојде исти тим да преговара и за правосудство, и за специјалниот јавен обвинител, и за изборното законодавство, и за све. Па знаете онаа смешна ситуација кога го малтене меѓународниот представник и посредникот, еден од членовите на ВМРО ги отстрани од преговорите затоа што си играл на телефон. И сега, на сето тоа, нас некој да не обвинува дека ние не сакаме да бидеме кооперативни, дека ги кочиме. Денеска имаше и вчера обвинување. Кажете ми зашто е кочење ако ние бараме за регистрација, електронска регистрација на гласачите или бараме теренска проверка на гласачите. Дали е тоа кочење? Па токму тоа е причината затоа што ние немавме верба во списокот избирачкиот да го бараме тоа. И дали е тоа кочење ако се тоа легитимни барања? Кажете ми, што до сега побарало другата страна, што побарала, а што не е аргументирано или што не е разговарано за таа тема? А знаете што прават? Само да убиваат и купуваат време со надеж дека ова негде нешто ќе се одоголичи или нешто ќе се направи, со народски речено, уште некој мајмунлук да направиме, за да можеме да ги спречиме. Уопште нека не се замараат со тоа. Договорот е направен. Така, баш за договорот сакам да ја прашам. Пред нова година или после нова година си дава оставка. СДСМ ќе има министер за внатрешни работи. Изборното законодавство до 6 ќе биде донесено. Договорот од Пржино ќе биде спроведен. Нека не се замараат и нека не си го берат умот со некои други работи. Сметате ли дека таков каков што е договорот од Пржина, ако се спроведе, народски речено ќе заврши работа за да имаме предуслови за едни избори? Значи ние сметаме и тоа го баравме и тоа го добивме. Да бидат фер и демократски избори. Доколку народот смета дека СДСМ не обезбедила или нема да може да владее со оваа држава, нема проблем, ќе си го каже на гласање. Меѓутоа да тоа гласање биде да си ја пружиме раката после 20, на 24 вечерта да пружиме раката и да му честитаме на победникот. Ако работи специјалниот обвинител, ако некој заглави, не, ќе го поврзам вака. Ако некој работи и некому доаѓа во прашање неговата лична позиција, како ќе пружи рака? Затоа што реално граѓаните очекуваат да одговара некој. Значи ако го поврзувате тоа со обвинителство, тогаш не треба ни да учествува во избори. Ако се покрене постапка пред изборите. Да. Значи немојте, затоа реков, не го врзувајте тоа. Мислам дека дел од граѓаните очекуваат дека ќе се преземат постапки многу побрзо од колку ќе дадат изборите. Доколку се спроведе овој договор, доколку бидат фер и демократски избори. Доколку бидат фер и демократски избори и слободни секако, првенствено слободни избориме за граѓаните. Дали СДСМ некогаш нешто кажала, секогаш искачала и
честитала прва. Така, морам да ве прашам, како моje последно прашање, сакав и околу тоа колку народ и што ќе добие, меѓутоа поврзано е прашањето, односно колку, да речеме, само за себе преговараат преговарачите, а народот што ќе добие од тоа, можеби прашањето ми е токму во таа насока. Сметате ли дека во оваа држава граѓаните ќе дознаат било кога кој и зошто и како се случија настаните во Куманово? Кој нарачал да се прислушкува? Зошто се прислушкувало? Значи, ни стојат тие работи. Како да застанаа во сенка и се мај, јуни, јули, август, септември, 4-5 месец и останува апсолутно никаква информација околу Кумановскиот случај диво населје. А настан кој што би требало да се знае, народ заслужува да знае. Загинаа луѓе таму. Значи, загина... И мислам дека можеби низ призмата на тоа да го знаат тоа, граѓаните ќе гледат колку ни одиме напред, да ја знаат вистината. Тоа е една стварно болна точка на оваа политичка елита која што владееше со Македонија овие изминативе 9 години и мислам, ако ништо друго за тоа нема да останат неказнити. Така. Моите сознанија од терен, непотврдени, значи нити судски докажани, нити законити докази, незаконити докази, да не глумиме одека сега било што. Моите информации од терен, значи од терен, од граѓанството, од диво населе, од луѓе кои што па дури и директно учествувале во таа акција, кажуваат нешто што е недозволиво. Не сакам да ја прejudicирам работава и работава на јавното обвинителство. Имам некои информации дека при крај е истрагата, дека уште некои работи се завршуваат, меѓутоа и дека тоа било све монтирано од страна на одредени кругови за да се предизвика некој немири, некое незадоволство, не знам што све. Меѓутоа тоа е, мисле, информација од теренот, значи што и јас слушам од луѓе со кои што сум непосредно во контакт. Не сакам никого пред време да осудувам или да кажувам. Меѓутоа мислам дека ако ништо друго, овој предмет, кумановските настани и жртвите кои што падна од наша страна, од специјалните единици, не заслужуваат овој предмет да остане затворен. И народот не заслужува и заслужува да знае. И моето последно прашање, кратко, рековте Македонија веќе нема да биде иста. Што мислите по тоа? Кратко. Тој што мисли дека у оваа држава ќе се владее овака како што се владееше 9 години, боле да не се појавува и да не доаѓа на власт. Ниту народот, ниту власта која што ќе биде следна после оваа власт сега, нема да биде, не само што нема далеку од ова да биде, ќе има многу тешкоти, ќе треба навистина труд голем и напор да ја врати во нормален колосек оваа држава. Меѓутоа, Македонија нема повеќе да биде овака како што беше овие 9 години. Ви благодарам за гостувањето и разговорот и одговорите на нашите гледачи. Благодарам многу. Тоа беше гостувањето на господинот Мирослав Вујич, претседател на надзорниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Се разбира со онолку одговори колку што имавме време за да разговараме. Се разбира до некоја следна прилика. Одморете сабота и недела, во понеделник веднаш по првите вести ново издание на нашата емисија Што мисли народот.